Се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е господинот Борис Начков, поранешен технички директор во Скопски водовод. Господине Начков, добре дојавте во студио 10. Благодарам на поканата. Поздрав до гледачите и до екипата која уредува оваа емисија. Имаме зборувано неколку пати во оваа емисија за подземните води, за подземните бунари, пред се за питка вода, за опасноста од нивно загадување, но сега тоа се реактуализира со последните пожари, особено оној во Скопско Трубарево, од каде што Институтот за јавно здравје потврди дека во атмосферата се излезени низа на тешки метали, на хемиски супстанции, на буквално кажано отрови. Не верувам дека многу подобра е состојбата и од пожарот во Дрисла, каде што исто така горат токсични материи. И сега се, но и низа на други пожари на земјата, овие се најактуелни, Вардариште исто така. Сега се поставува прашањето, постои ли според вас опасност од загадување на подземните води? Постои. Разликата меѓу пожарите што ги наброевте сите, да не се навраќаме, и оној што давал лиценција, да кажа, во населено место во Трубаре на електронски отпад, институциите реагира по мене благовремено, добро. Го видовте оној клипот што е салонот за коли кој се пали, знаеш, кај на све е можно за време на избори ќе се изгорим држава. Меѓутоа, во однос на водите е различна во однос на депониите на ѓубриштето. Затоа што ако дојде до загадување на водите, тој е неповратен процес. Нема 3 дена, недела дена, па ќе биде. Се загадат ли водите? Неповратен процес. И затоа нашата заложба и на сите стручни луѓе е да ги информираме надлежните, да ги разбудиме, да преземат превентивно, да не дојде до загадување. Да, ќе разговараме сега малку подетално за проблематиката, но пред да продолжиме со разговорот, сакам да кажам дека Телевизија 24 беше и во Трубарево, и во Вардариште, тоа неколку пати, но еве имаме снимено некои разговори со граѓани таму. Предлагам да ги видиме прво тие разговори, па потоа ќе продолжиме тука со разговорот. Вие сте во непосредна близина каде што избувна пожарот во Трубарево во саботата. Дали најпрво може да ни кажете каква беше гледката и што почувствувавте на почетокот во саботата? Страшно беше, тука сите се растрчавме, мажот ми зема црево тука да гаси, ама не можеш, пошто немаше притисок доволно. И откако летна таа литиумска батерија покрај глава, он избега од тука. После уште 2 тука и на син ми исто. Убавчава, се собраа тука сите. Страшна беше гледката, многу да ти кажам, како печурки горе исфрлаше тоа. Пука, како бомби, како... Не знам што имало внатре и што се чувало, каков отпад. Значи е многу страшно. Околу колку часот започна пожарот? Како се одвиваше? 1:30 на пладне, ние тука во дворот пиевме кафе и толку беше, за кратко се случи. Почна да гори позади, ние мислевме дека палат тука некој шишиња, дека ќе се изгаси. Ама ништо, после саат време скоро дојдоа пожарни, полиција и од таму почнаа да гасат, па од таму, од ваму од кај Шталиве, влегоа од кај Шталска улица и после почнаа да доаѓаат од други страни помош. Иначе се многу мирисаше и во воздухот летаа тие честици сребрени, вајда се од тие литиумски меткови, не знам. После колку време од како забележавте дека се запали, дојдоа служби? Одма. После саат време така беше. Беше пријавено. Вие пријавивте ли? Па и ние, и мажот ми на Фејсбук даде и тука сите комшии пријавија. Така се случи толку за саат време. Да не се бидам, да не сум гледала на саатот и во паника бевме и децава плачеа. А сега, еве, например, 1 седмица е помината од пожарот. Што чувствувате сега? Дали има некоја разлика и во воздухот и која е разликата од предходно? Предходно беше убаво за живење. Сега, значи, не можеш да искочиш надвор на вечер и на сабајле. Мириса на барут. Многу мириса на барут. Не знам како ќе издржат и децава тука да живеат. Зашто има многу деца. И стари лица са фамилии, ние сме тука и тебе најблиску. А уствари никој не дојде ни да праша тука
да може да се стационираат некаде да се сместат. Или некаква помош да се пружине. Дали побаравте некаква помош или дали може би Не сме побарале помош, мислевме дека ќе одат од куќа на куќа, никој не дојде да рече. Спомна на телевизија дека во Идризово имало стационар, таму за 4 столица да се сместат. Не знам. Значи, воопште е све загадено. Ништо нема. дали може би вие размислувате да се дистанцирате од тука? Па, би сакала да, зашто да се заштитат најпрво деца, таа млада генерација, популација што. Кој е вашиот коментар на сето ова? Што сакате да порачате? Што сакам да порачам, владата малце да се земе у озбилни раце све, зашто ова не само тука кај нас се случува воопште секаде низ цела Македонија. И пожари, и 300 глупости. Зашто да страда народ од кога не е виновен народ или деца да страдаат. Ја мислам дека е така. А тоа ќе биде од нивна страна ако превземат нешто. Да се види зашто е стационирано тука таков отпад. Ние со години не сме знаеле дека имало тука фабрика на таков отпад. Ајте толку тука сме живееле. Значи тоа се влегувало од таа страна, се стационирало, секаков вид на отпад и тоа е. Претходно имало нешто вакво слично овде или во Не. околината? Не, ова е прво нешто што се случило. Страшно беше за гледање, многу беше страшно. Сите во паника беа, сите плачат, комшиеве исто. Овие тука роднини што ми се до нас сите. Не знам. Што би препорачала, не знам ни ја веќе што да размислувам. Зашто ми е жал за све, толку народ и мирна населба. Добро, еве помина една седмица, една недела од како избувна пожар тука во непосредна близина. Каков е воздухот сега последна недела? Воздухот е за никаде. На Сабајле смрди, мириса, труе, не си излегува, навечер исто од 7-6 саат. За никаде. Во такви моменти што правите? Останувате внатре? Остануваме внатре, у соба, затворени. Ете нешто ако има по потреба. Тоа. Нешто имате друго што сакате да дадете на ова? Некој ваш коментар? Па има луѓе приметуваат награди на уста, тешко дишење, се жалат на болки, тоа е за гушливост. Друго што е да ви кажам. Тука во оваа околина, со оглед тоа дека Вардариште беше запалено. Ами ништо не е поразлично од порано. Само што сега нема димови. Инаку гледате се ѓубре на секоја страна. Што да ти кажам порано? Оние диви продавачи се горе на рампа, исти ѓавол. Не знам што да ти кажам порано. Што според вас треба да преземе државата затоа што е многу штетно за здравјето? Ова е... Што треба да се елиминира тоа ѓубрище тука. Тоа не е од сега, тоа оддавна треба да се елиминира. Имате ли здравствени проблеми ви или дел од населението кој што живее? Како нема овде здравствени проблеми? Сите имаат здравствени, не само ние, и од аеродроми овде како. Тоа ностоп се пале шогон. Сега нема овие денови, али ностоп огнови. Тоа треба да се среди со очиси таму да се забрани. Пред 10 години се рачисти. После насип. Одете, видете сега што е горе. Значи треба казни, големи казни и готово. Знаеме каква е состојбата со Вардариште, лоша е многу, меѓутоа власта има сомнежи во јавноста дека луѓето кои што живеат тука ја потпалуваат депонијата. Има ли такво нешто и каква е сега состојбата? Може да има. Тоа значи многу добро може се знае кој е тој, кој е тој што го запалил ованот. Меѓутоа земаат тројца што нема благе везе зашто ги зема. Од тие тројцата еден од нив е брат ми. Значи јас сум тука 26 години имам, значи од како што сум роден тука знам дека цело време се фрлак ѓубре. Првен ѓубрето од Стајковци што беше во 2016 или поплавата. Тоа ѓубре све се фрлаше тука, гумиц, значи град Скопје фрлаше, дојдоа желки, чува, пазеа, не смеа луѓето железо да собират, пошто ромите, знаете вие, по железото. Албанци и роми имаше тука. И сега брат ми ја загадувал животната средина со 5-6 коли што имал на насип. А цело време се фрла тука ѓубре. И град Скопје имаат фрлено, значи желките пазеа тука во Вардариште. Тука е цело време депонија. Ова не може тоа да... И се оганот, тој што го запалил, фати затвори го, ама не може невини луѓе
да се апсат за. Добро, а дали вие имате некои сознание дека некој тука постојано пали? Затоа што кога се целосно ликвидираше пожарот, пак навечер после 10 сати имаше чадење. Кој тоа го прави? Вие повеќе знаете, нели? Сега ќе ви објаснам. Тука пред, може да кажам пред 25 години, не знам дали знаете дека железара, водата од железара што го топеа железото, све тука се пушташе и тоа, значи таа земја не се гаси. Тука има многу плин. Тоа значи еднаш ако се запали, тоа не се гаси лесно. Значи тука слободно нека дојдат и надлежните, нека не знам кој, 2-3 метра ќе начукаме нека шипка на земја и ќе се запали со упалјач. Искочи плинот таму. Слободно стави значи гезето и свари си кафе. Значи тоа не е само, не се луѓето тука криви. Тука вчера пример видов еден со кола како фрлак ѓубре. И го имам видеото, ако сакате ќе ви го пратам и видеото. Значи не може така. Значи зимаат луѓе затвор. Еве ја персонално за брат ми зборувам, за мојот брат. Значи брат ми нема врска со пожарот. Значи нема никаква врска. Луѓето ги зема без можда ги казнат, немале фирма, казни ги, ама не директно од притвор. А кој според вас тоа го прави? Кој потпалува таму? Значи има доста луѓе тука. Треба да се најдат, така? Треба да се најдат, може да се најдат многу лесно. Како? Меѓу гледаме дронови пример. Вчера еден со кола дојде таму да фрли ѓубре и ми вика тревата вика е зелена. Вика нема, ова не е запаливо. Викам па тревата кога се исуши, викам како викам не е запаливо. Има значи тука се доста луѓе значи знаат и цело мало. Има тука доста што зимат како да кажам наркотични средства и така натаму. Бакар што го топат? Па има како нема. Да, се враќаме во студиото со господинот Борис Начков, поранешен технички директор во Скопски водовод. Ги видовме изјавите на луѓето од Прилика, тоа е нешто што сме го знаеле, но еве друго е кога они сами ќе си кажат. Господин Начков, со вас ќе зборуваме пред се за опасноста од загадување на подземните води во оваа насока. Вие кажавте на самиот почеток дека има опасност нормално и дека доколку тие се загадат, како што вие кажавте, дека тоа е неповратен процес. Еве за гледачите да ги информираме, кои се тие скопски најголеми капацитети или бунари на подземни води за кои постои опасност да се загадат? Најголем бојазност представува загадување на изворот Рашче од депонијата на шестовалетниот хром. Направено е и на моје инсистирање и Градежниот институт Македонија, има таму еден експерт професор Златко Илиовски, направена е студија за трајно решавање на оваа депонија и треба таа да се реализира поттхитно. Некој вели да кажеме дека кошта по студијата 108 милиона евра. Има повеќе варијанти, ама јас другите не ги прифаќам затоа што се половични решенија. Не може да правиме ние нешто, па по 10 години пак ќе правиме. Ова трајно, заложбата на Скопски водовод и канализација и од 90-та година навака депонијата да ја нема во заштитите зони. Треба да се направи депонија за опасен отпад, тој материјал таму да се пренесе и да служи и за другите опасни отпади, како што е линданото, дохи, за азбестцементните покрови. Значи, тоа е една голема работа која треба да се почнува утре. Ова студија е во Министерството за животна средина. Треба по неја поттхитно предвидени се постапки што треба да се прави и да се реализира за да не ни биде касно. Рашче дава минимум дало 3,92 метри кубни во секунда, а максимум дало и 8. Ако го загадиме, тоа го имаме само на 18 километри. Тоа е еден од подобрите извори во Европа. Виенски водовод има, Цирих нешто има и Скопскиот. По мене е втор, а еве нека биде потрет трет. Тука треба да ги отвориме очите да не биде касно. Зошто некој мисли да кажеме, ќе се каже 108 милиона евра е многу пари. Не, јас ќе ви кажам зошто не е се многу пари. Не дој може да се загади Рашче. Тогаш науката, литературата вика по 4 литри на ден
на човек, на жител. Скопје има водоснабдева и Делоцопиште, и Батинци, и Зелениково, и Студеничани, и Делоскопската. 600.000 жители се водоснабдеваат. По 1 евро, ако треба да се купува флаширана вода, 600.000 евра на ден. По 30 дена 18 милиона евра. По 12 месеци 216 милиона евра граѓаните на Скопје ќе ги кошта само за 1 година. А 108 милиона евра за државата не се многу пари, се решава голема работа. Таа депонија е од поранешен југохром, така? Таа депонија од поранешен југохром. На наше инсистирање тоа хромно блато не се произведува поодамна, меѓутоа депонијата си остана и кога има дождови, исцедокот иде во подземните води. На наше инсистирање во 90-тите години владата, првата влада на Клюсев, имавме среќа што тогаш беше Лепавцев министер, ама тој беше градежен инженер и работеше во Заводот за водостопанство. И ја разбра и човекот одма се направи причинна станица. Ситуации има кај што кога се качи струјата, сега бидејќи југохром или Силмак не постои, со таа пречиствена станица оперира Министерството за животна средина и просторно планирање. Ја исклучуваат да не работи за да се струја. Тоа е недозволиво, не треба да замисли, а не да... На каде се наоѓа таа пречистителна станица? Пречистителна станица се наоѓа до кругот на југохром, меѓутоа направен е и крак да ги фаќа подземните води и сцедоците од депонијата. И ги носи во пречиста, ги преработува и се испушта од Вардар. Тоа има клипови, сигурно сте ги видели и вие. Министерството за живот ја исклучува да не работи и заложниците за да ги чисти со цистерни ги ископале меѓу депонијата и планината Жеден. Дупка 10-20 квадрати и остатоците ги депонираат тука. Тоа е катастрофа. Тоа треба да биде кривично дело. Или низводно, или во реката, ќе дојде Вардар поголем, ќе го однесе вака го градовот во поземјата. Среќа имаме таму што на планината Жеден, значи тука е подземната акумулација за среќа има некоја завеса глинана до кога може да задржи, па нешто малку штити. Меѓутоа кога ќе биде тоа, не се знае. Тоа може да биде утре, може да биде по 1 недела, може да биде по 1 година, може да биде. Затоа оваа работа потхитно треба да се тргне депонијата. Постоја порано информација дека над Рашче е направена и мини хидроцентрала. Не знам дали се уште работи. И тоа исто така постои опасност и од неја да се загади изворот. Значи, имам информација од институциите, има побарано дозволи, не му е дадено и на диво направил преграда на реката Вардар. Тоа не е голема, да кажеме, го дигнал нивото 1 метро и за да може да се произведе електрична енергија и меѓутоа самото дигање на нивото може да влезе во жеденската акумулација. Исто. Јас не сум ја посетил ова, меѓутоа информацијата ми е точна. Да, добро. Освен на Рашче, ги имаме и бунарите на реката Лепенец. Нерезе исто така и таму постои опасност од загадување. Сме разговарале за тоа, но ми се чини дека таа опасност не е одстранета пред се поради дупот во Ѓорче Петров кој таму предвидува изградба на висококатници, изградба на подземни гаражи кои може да ги загадат овие бунари. Значи исто, како луѓе сите сме во елкава варијанта. Јас разговарав со градоначалникот на Ѓорче, тој немаше доволно информации, тој можда не треба да, меѓутоа затоа има служби за урбанизам, за ова кои треба да ги знаат. Овие две бунари 5 и 6, тој не знаеше дека постоја таму. И му кажав на сите последици што може да се случи, да се сеат
За водите треба да викате, 20 луѓе се заинтересирани, тоа е сега Трезвонир 24, Горан Петровски отелма. Сите телевизии треба затоа што процесот е неповратен. Ова година расчет дојде до 3 кубика. 5 бунари работеа 1 кубик. 1420 литри дава бунарското подрачје Нерези Лепенец. 92 година сме оградени ние бунарското подрачје Лепенец, 3 бунара по 230 литри во секунда дава. И сега ние треба да го чуваме кој ние ќе се права тука 17 катници, 20 катници, 22 катници ова. Кулите джевери холда, овде, 43 катници. За да го носат тој терен, се бушени 120 метра. Ако е тоа 40, ово е се 20 катници да га значи 60 метра треба. Не. Експертизата, изработена за времето на градоначалникот Луце Трајановски, предвидува подземните води се 3 до 5 во подрачкето. 3 до 7 метра. Тоа се да кажеме не треба, значи мора да се направи место да има соколови, мора да се направи само едно ниво, да се направи армирано бетонска темелна плоча, кој ќе го носи теретот, и тука и дупот, гупотот од 2012-2020 предвидува, еве го, четврт C316 предвидува 6 ката, то подразбира. Значи, едно ниво надоле, за да може да се смести и хидрофорот, и подстаница за грејење, и другото паркирање треба да биде околу зградите, и зеленило, и ова. Таму се предвидени да со гупот, да кажеме, 5250 жители. Сега предвидува таму над 10.000 жители. Предвидени се 1400 стана. Викат 4000 стана сега. Тоа е недопустимо. Но интересно што Скопски водовод нема дадено тамо, нема дадено дозвола да се гради и дека дури ја имаат предупредено општината Ѓорче Петров дека ќе ги сносат сите последици доколку продолжат со реализација на тој дуп. Значи, Скопски водовод има например 5 страни стручно мислење, за кои се известени Министерството за транспорт и врски и општината, да не се играат со таа работа, оти е опасно и ниеден дуб не е положен од оснабдувањето на Скопје со основната животна субстанца. Да се повлече, да се донесе нормален дуб со сите согласници како треба и да иде. Меѓутоа, сега за сега, јас мислам дека градоначалникот ме разбра и ова работа ќе ја реализира, затоа во спротивно се става себе си и водоснабдувањето и сите жители на Скопје во непријатна ситуација. Да, тамо ќе има, се разбира дека сега се актуелни локалните избори, ќе видиме после избори тамо кој ќе биде градоначалник, дали истиот, дали некој друг, и дали ќе мрдне оваа работа од мртва точка или мрдне во вистински правец тамо каде што треба да оди. Кога зборуваме за овие бунери, Нерези, Лепенец, што е суштината со тие бунери? Дали тие се активни, дали сега се користат за водоснабдување, дали од нив се црпи вода или тие се користат за резерва? Тоа малку не е јасно. Тие се користат кога има недостаток во системот. Значи, како се температурите поголеми, издашноста, да ти кажам на раче во каква состојба, зависи од тој се храни 70% раче жеденската акумулација од снеговите на шара, доаѓа до топењето, зависи и од потребите се уклучува 1 бунар, 2 бунара, 3 бунара, до 7 бунара, или до 420 литра. То се цели градови може да се водоснабдува. Значи тие сепак активно се користат? Се користат секоја година, сега во моментот не знам, може да работи некој, немаме информација да не бидам. Но се користат. Секоја година се користат и ова треба да биде најсериозната работа која треба да се свати, затоа што први што ќе снимате ќе имат проблем. Секој каза, значи, пуштено во аеродром Киселаво да Драчево, Студеничен и Зелениково се повлекува, они ќе немат први вода, немат кај да се дополни системот. Како цевката што е, за да има притисок, се надополнуваат од бунарите и така се решава водоснабдувањето на Скопје. Скопјани не знаат што значи да се нема вода. Јас сум по потекло Свети Николченец, знам, сум го осетил тоа
И затоа треба сите сериозно да ја сватиме и мојта заложба е за ова работа, затоа што вода треба да пијат и нашите деца и внуци и да ја оставиме на идните генерации. Без вода нема ни работа, ни развој, ни обстанок, основна животна субстанца. Се разбира, нема живот. Да. Без во однос на системот за водоснабдување на град Скопје, тука можеме да зборуваме и за резерварите на вода кои ги поседува Скопски водовод и за нивниот капацитет, како што ми објаснувавте на мене, и тука состојбата е проблематична. Значи, резервар кој водовод го финансирал последно е од 97 година во Радишани. Оти се прошири и селото, вака и Белкамен, од Кучевишка Вара. Во негде 99-2000 година е направен резервар кој го финансираше Министерството за транспорт и врски за населбата Шутово-Ризари. Ланската година е направен резервар во селото Рашче од 2000 кубика за водоснабдување на Рашче, Бојане, Ласкарци, сите тие села натака. ГУПот, имало паметни луѓе тогаш, ГУПот за 2012-2012 за делот на водовод и канализација му е доделен да го направи водовод како делот на инфраструктура за водовод и канализација. Предвидува дека ние треба да имаме резерварски простор од 120.000 метри кубни. 120.000 метри кубни. Ние имаме 39 резервара со резерварски простор од 41,5 кубика. Ни пола од тоа. Резерварите се, како се потребата резервации? Од кум максимум ден 30%. 356.000 беше потрошувачката, делено на бројот на жители 600, и сега некој ако сака да манипулира ќе рече 700, ако сака ќе рече 500 по жители, 600 се да кажеме, и се довеѓа до потребата од 120.000 метри кубни. Најкритично е дел од населбата Ѓорче Петров. Затоа порано Ѓорче било до 5+2, до тука го покрива Рашче. Нагоре со хидрофори. Предвиден сега градот има изработено проект за резервар и пумпна станица. Второ е населбата Ченто. Населбата Ченто е исто така со Стајковски, со Сингилич, со Инджиково. Таму се предвидени до постојни од 600 кубика еден резервар и 4600 нов резервар. Друг, сега треба да се направи булевар од Хрватска. Тоа е цевоводот од 2,8 километра од железарскиот цевовод да се спои доле со мрежата од градскиот цевовод и од тука да се направи со една пестотка пумпна станица резервар за високата зона во автокоманда. И исто така, по мене, треба да се направи и за решението за Скопски водовод ОУП 64-та го имат правено светски експерти. Како помош 64-та после од 63-та од Обединетите нации. Општината Аеродром има дупла мрежа и ниска и висока зона. До 4-ти кат се водоснабдева директно од Рашче без пумпање. На 4-ти кат сме направили еден резервар во Припор, 1700 кубика. Меѓутоа многу згради се направија. Тој резервор треба да се наполни, до него да треба да се направи уште нова количина за да... И таква е во цело Скопје, и во Козле, и на Водно, и... Да. Значи тие резервари за тоа служат, сега убаво објаснивте. Господин Начков, се реактуализира една старо, мислам, не е толку стара идејата, тоа е за брз транспортен систем во Скопје, тој така наречен БРТ систем за јавен превоз, кој беше актуализиран од поранешниот градоначалник Шилегов, па потоа за времето на Данела Арсовска некако беше попатно споменуван, но никако немаме реализација. И сега новиот кандидат за градоначалник на град Скопје, Орце Ѓоргиевски, вели дека тој
на некој начин би пристапил кон реализација на тој систем. Вие и некои други експерти алармиравте за една од опасностите на тој систем. Зошто тој систем БРТ може да влијае врз водоснабдувањето? БРТ, како што беше предвиден со замислата на Шилегов, и сега се правеше напори да се пристапи кон подпишување на договорот, не знам, 17 милиона евра, е неизводлив. Главната цевка, 1600 поминува од Партизанска, од пазарчето во Ѓорче и иде до Булевар Србија, до Булевар Србија го поминува и кај бараките, и целиот систем е развијан со него. Зошто нема ниеден подземен премин? Кај Градежен факултет, кај Пазарче по някој, кај Универзална сана, кај техничките факултети и кај Букуреш поликлиниката. Не може од цевта на 1 метро и пол. Како луѓето, замислено е вака, луѓето да доаѓаат во средното зеленило и да се качуваат. Нема како да... Како ти луѓе од озгора со надземни премини, Стефче го направи Влајко, ние не сме му дале да има ослонување ради цевката. Таков надземен има и во Битпазар. Тие не се користат да тие. И затоа е неизводливо тоа. Друга мана на тој систем е, како што е предвиден, затоа што, да кажеме, сега кога идат автобуси, да речеме, поред Градежен факултет, застанува, влезувате, излизате во автобусите, се од десна страна. Сега, бидејќи треба да биде врзата лента до зеленилото, треба да се направат, да се нарачат специјални автобуси од левата страна да биде влез и излез. Што значи дека целата ергела сега на ЈСП не може да работи за тој БРТ, треба да не сме толку богати за да... Овој систем е неизводлив во Партизанска. Оваа траса е зафатен 64-та година со главниот водоводен цевовод. И затоа јас не сум против БРТ. Се бара други решенија. Вие ја оспорувате таа траса, значи. Јас не сум против БРТ, ама ја го штитам водоводниот систем кој што го разбирам, БРТ не го разбирам. Меѓутоа, оваа траса е зафатена и треба да се барат други решенија. Да. Добро, зборувавме и прошлиот пат, но тоа е исто така актуелно. Законот за води е донесен 2008 година, Националната стратегија за води 2011 до 2041 треба да е актуелна. Дали ние таа стратегија за води кои сами сме ја донеле, сега ја спроведуваме? Како држава? 2008 година е донесен законот за води, број 87 од 2008 година, а стапи на сина 2000 требаше да има некој усогласување на подзаконските акти. Тоа е квалитетно согласно сите европски директиви. И во него, последниот член пишува, вработените од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство треба да поминат во се што е поврзано со води, треба да биде во едно министерство. Тоа е Министерството за животна средина. Ние сега имаме вода, наводнување, одводнување во земјоделие, управа за водостопанство. Од транспорт и врски, води и канализации. Во економија беше вода за индустрија и сега се подели како што е за енергетика. Така да се што е со вода треба да остане во животна средина и да се знае кој е одговорен. Се сеќавате на Струмица, се сеќавате на Гостивар, на Беру. Сите одговорни и никој не е. Не може така. Мора за секоја работа да се има одговорност, за да се знае кој е. Кога беше во Струмица, не се јави никој од Министерството за животна средина да Агенција за храна и ветеринарство реагираше. Сето тоа го пишува во Националната стратегија за води. Националната стратегија за води заработи на 2011 година, 2012 донесена во парламентот. Со важност 2042 и имат изработено словенски експерти со помош на нашите луѓе тук. И 70% е донација од братска Словенија. Братска Словенија
ја има направено и прецизна станица во Волково за заштита на бунарите за кои дискутирам. Исто така 80% е донација. Не треба ние да лутаме многу. Треба да гледаме што се прави во Словенија и Австрија за да трне. Значи се што е со вода треба да биде во едно министерство и еден инспекторат да се знае кој е одговорен, вака нема крај работа. Зошто, господине Нашков, кога ние тоа го имаме на хартија и во форма на закон, и во форма на стратегија, тоа не се спроведува? Еве, од ниедна влада до сега. Зошто тоа не се спроведува? Јас сум вложил напори, сум разговарал кај што може. Сум разговарал со заменик министерот во животна средина. Сум разговарал со многу влијателни луѓе. И сега мислам да кажеме пак да го направам, да правам разговори. После сега што збориме за водите во Скопје, мислам да разговарам со новиот градоначалник, да се спати ова работа сериозно, да се работи ако се загади неповратен процес. Последна опција ми останува да разговарам во институцијата во која граѓаните имаат најголема доверба, тоа е Државниот завод за ревизија. Јас сум разговарал со професори на Градежен факултет за овие теми за водата. Сум разговарал со има Центар за животна средина во Академската академија на науките. Јас своето го правам. Меѓутоа, поддршка треба да биде и од другите, поготово од средствата за информирање. Сега ти знаеш дека во Законот за води, број 87 од 2008, член 5, начело 10 вика начело на информираност. Средствата за информираност се работи за јавен интерес, основен јавен интерес, основна животна субстанца. Средствата треба да бидат информирани. А поготово треба да бидат информирани луѓето, а тоа се советниците во општините, советниците во градот, партините, кои ги носат тие одлуки, не е само да се дигат раце. Тој треба да има одговорност а за да гласа како што треба, тој треба да биде информиран. Да, излегува дека не се поважни во јавниот простор милијарда некакви баналности, не знам и нешто што може да се гледа само како, да речеме, политички сеир некаков, а ова што е прашање на живот, буквално, некако не ни е приоритет. Така. И друг елемент кој влие, деканот на Градежен факултет беше на некоја емисија, не знам, тема на Сител, и го прашува новинарка. Вика, последните 10 години завршуваат на хидро по 5 студенти. А последните 2 години нема запишано ни еден студент. Знаете што значи тоа? Слабост и на факултетот, слабост и на системот во целина. Зошто? Имаме 80 на општини. Секоја општина има комунално предпријатие. Треба ли да има комуналното предпријатие хидраж? Треба. Треба ли општината да има хидраж? Полесно е да се асфалтира, отколку да се направи штофи, водовод, довод, одба. Значи треба да се заложиме. А како се решава тоа? Ако на Кочани му фали хидраж, ќе земат едно дете, ќе го пратат на факултет, ќе му дадат стипендија, по завршување ќе го обврзат 10 години да работи таму. Така секоја општина може да направи. Кај нас е обратно, веројатно дека студентите се не сакаат да се запишат бидејќи знаат дека нема да најдат работа после. Не. Работа има, не сакаат да се запишат затоа што таму сака многу труд. Хидротехниката е тешка наука со многу математика, со многу хидравлика. Полесно е да се отиде на овие приватните, да се купи диплома и ќе бидеш менаџер, ќе ти допишат што сакаш, отколку да вложиш многу труд. Да, работа има. Најлесно е кај нас да се биде менаџер, бидејќи не ти треба никакво знаење, едноставно да завршуваш некаков менаџмент и потоа си менаџер. За жал, само го покажува падот на вредности на целото општество кое не прекинува. На крај, господине Начков, да ве прашам за нешто што исто така е константен проблем, зашто зборува и раководството на водовод во континуитет, тоа се загубите на вода на Скопски водовод. Тоа е, ми се чини исто така проблем кој никако да се реши. Како што вие сами одвелите, ние имаме добар извор.
велите трет, може би во Европа, втор или трет, но до кога може да оди така во континуитет, па она што ни е дадено како природа да го трошиме така без услов, што би се кажа. Значи, види, дефиницијата за загуби на вода вели вака. Вода внесена во системот, има мерни инструменти, и вода која се фактурира. Освен Скопски водовод, кој е само водовод и канализација. Кумановски водовод и канализација. А во Битола се отидени уште подот само водовод, а канализацијата е со патиштата, Риско градба ја викат, се друго е комуналец. И не се наплатува, и во Скопски водовод не се наплатува за паркови зелени водата. Све што е ефтино, ние ако отидеме на пазар и за 60 динара, ако ни дадат 5 кила патлижени, ние ќе земе 5, дали ќе ги фрлиме, не. Вака сега се симата цена. Тие загуби, водовод има добра опрема, колку се работи, јас сум од 2017 во пензија, не, меѓутоа не се стварните. Значи, ако има дефект, се испира мрежата. Има секоја година, еднашка година се испират резерварите. Канализационата мрежа се испира кај што има запушување ова. Комунална треба да ги чисти улиците, сега не ги чисти. Поливање паркови зелени. Сето тоа не е загуба на вода. Тоа е корисно употребена вода која не се наплатува. И затоа не се фактурира. И затоа трансформација на тој комунален сектор треба да биде да водоводот и канализација бидат поделени и така побрзо да се намалат загубите, побрзо да се санират загубите тогаш по дефиниција што би било она што е фактурирано, а не е наплатено? Не, загубата внесено во системот и само фактурирано. Да паркови не се фактурира. Што е крив Скопски водовод? Политика на градот. Дури имаше донесено 92 за да се поделиме, со штрајк се поделивме, ни вика од Белгород што врадите бе ви Советот. Они се посебни системи, водовод и канализација. И се поделивме и тогаш, за да не прави проблем паркови зелени, се донесе додна одлука 19,5% од цената на водата иде за паркови зелени. Значи треба да се работи побрзо да се санира дефиците, меѓутоа треба и да се фактурира на сите користници. Јас би сакал нешто да кажам за цената. Да. Едно литро сега дестилирана, негазирана вода кошта 24 дена. Има и поскапи, поевтини нема. Вкупната вода што се фактурира на домаќинството е 31,87, од кој 18,5 денара е вода за пиење. 10,87 е за одвод, за канализација. Пречистување 0,84, паркови зелени 19,05. Сето тоа е 30,71. Има 5% ДДВ, надомест за вода, што се плаќа во Министерството за животот, надомест за користење и надомест за испуштање. Тоа е 31,87. Ако 1000 литри од ова флашираната вода негазирана, за 24.000, а ова е 31,87, со тие пари може да се набават 753 литри вода од градскиот сад. 753 литри. Ако ја сведеме на реалната бројка, а тоа е само за вода за пиење 18,5, 24.000 делено на 18,5 се 1297 литри од градскиот систем. Едно литро... Со едно литро купена флаширана вода. Едно литро купена флаширана од градскиот систем те кошта 1297 литри. Тона и... Да. Тоа значи дека и луѓето кои ги носат одлуките треба да имат разбирање. Комуналните предпријатија се важни за нас, зборам за водовод и канализација. Ние мора да го држиме во кондиција системот. Има слабости во предпријатијата, во кондиција системот, за да ни го одржава, за да имаме вода за пиење. Не може да го оставиме така. Се направи, и јас сум учесник во регулаторната комисија за енергетика и
и водни услуги. Има ставено таму несреќна варијанта, регулаторната комисија носи цена минимална и максимална. Обично, градоначалникот ја зема минималната цена. Иде на управен одбор ја утврдува, да речеме минималната, и иде на совет. Тоа стои во Скопски водовод, управен одбор стои 2 години, да ти кажам, и не може. Овие предпријатија се наши од посебен, важен, стратешки интерес и треба и тоа да има економска цена. Сега се размислува во регулаторна комисија за енергетика како што се струјат, да не го препушта тоа на управните одбори на советите, него на директно со показателите што ги дават економски резултати, она трошоци, вработени струи, она директно да се регулира. Така треба да се регулира. Да. Добро, господин Начков, ви благодарам за овој разговор. Се надеваме дека ќе ве слушнат надлежните и нешто од ова се што кажавте дека ќе се имплементира. Благодарам. Со ова интервју со Борис Начков го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата и вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.